Овие локални избори се тежок срам за нашата држава. Како и во цела Македонија, така и во нашата општина Ѓорче не одлучија граѓаните сами, туку одлучија притисоците кои се уште ги спроведува државниот апарат. Факт е дека имаме полициско-партиска држава предводена од моментални властодржци по секоја цена. Како кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров, единствено ми остана да поднесам лично кривична пријава против Груевски, Ставревски и Соко Митровски заради грубо прекршување на моето активно избирачко право помеѓу првиот и вториот изборен круг. Откако ќе ја поднесам пријавата, истата ќе ви биде достапна на интернет страницата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако најголемото право во една држава во време на избори е слободно одлучување на граѓаните за кого да го дадат својот глас, овие избори беа огромна неправда спроведена од нашите властодржци од ДПМН. Дополнително, одлучувањето на Управниот суд за Ѓорче Петров е врвен срам за правната држава и директен показател за упадот на власта во изборите. Управниот суд поништи едно избирачко место заради уцена на гласачите на само тоа избирачко место, а кое се случи во местата заедница Волково, во која има вкупно 4 избирачки места. Ако Управниот суд одлучил дека ова прегласување ќе влијае на изборниот резултат, како е можно останатите 3 места да не бидат поништени? Заради тоа, изборниот штаб на Сојузот за еднината на општина Ѓорче Петров одлучи да не учествувам во третиот изборен круг. Истовремено, ги повлекуваме сите наши контролори со цел да победат 1320 спрема 0, колку што има гласачи на тоа избирачко место, за да може актуелниот градоначалник на општина Ѓорче Петров да ги оправда 50 милиони евра потрошени од 2005 година наваму. Овие избори се нелегитимни, спроведени спротивно на волјата на гласачите. Лековте кривична пријава против Груевски, Ставревски и Сокол Митревски. Им забележувате за тоа што правеле на изборниот ден. Што е тоа конкретно што го правеа? Ние воопшто немавме изборна кампања. Значи, ние имавме борба со целокупната власт. Буквално не би сакал сега да давам индиции некои кои што би се искористиле спротивно на мојата изјава. Меѓутоа сметам дека основното јавно обвинителство треба да покрене постапка за да ги утврди фактите, со што приложуваме кон кривичната пријава и ЦД, за да постапат, за да видат дали може службени лица да ги користат своите службени положби и овластувања и да влијаат врз волјата на гласачите. Дали беа на изборниот ден во Ѓорче Петров и дали вршеа директна агитација врз граѓаните? Тоа е очигледно. Кого и да го прашате, ќе ви каже дека беа. Дури Ставревски беше шеф на штаб во Ѓорче Петров. Тоа е срам за една држава, министер да шета со полициски джипови без регистрација и да влага во куќи, да дава директна помош од владата, а при тоа на телевизија да ни кажува дека земал 30 милиони евра за добробит на стопанството.